самоуправа и отварам 12-та редовна седмица на Советската община Девет Капия. За дневен ред на седмицата на Совет днес се предложи точките. 1. Предлог одлука за редуциране на явното осветлуване на територия на община Девет Капия. Точка брой 2. Предлог правилник за условите, критериумите и начин на доделуване на общински стипендии на ученици и студенти в община Девет Капия. Точка брой 3. Предлог решение за даване съгласност на годишен план за разработване в 2023 година на община Девет Капия. Точка брой 4. Предлог решение за даване съгласност на годишен план за разработване за 2023 година на Ново Дмитрия Борис Райковски Девет Капия. Точка брой 5. Предлог решение за даване съгласност на годишен план за разработване в 2023 година на явното предприятие за комунална работа площа в Девет Капия. Точка брой 6. Предлог решение за даване съгласност на годишен план за разработване в 2023 година на основно установа Дом на културата Вирка Гинова в Девет Капия. Точка брой 7. Разликуване на барени от физически и правни лица. И точка брой 8. Съветнически прашения. Предлагам да, ако има някой спор, да даде по-отговорност на дневен ред. Ако никой не бара сбор, имаме барене от общинската администрация за вметнуване на една допълнителна точка, която би била погледна брой 9. Това е одлука за потреба за определуване на граници на защитни зони около бунарите на водоснабдуване на Девет Капия. Предлагам от общинската администрация кратко да възложи това беше поделен материал за 12-та седмица, допълнително бяхме известени от явното предприятие, дали постои можност да оваа точка биде ставена како допълнување на днешната седмица, од причина што они пред известен период имале инспекцијски надзор и били утврдени некои неправилности, меѓу кои им е укажано да биде донесена и оваа одлука. Рокот за отстранување на самите недостатоци е некаде до септември, за да може да ги искоригираат истите во дадениот рок, предлага доколку постои можност, истата оваа предлог одлука да биде ставена како допълнување на денешната седмица на Совет. Дали некој бара слово? Зоран? С оглед на това, точно е проблематично, не е то така е поставно, за да се донесе и условно за речениците да се обясне, че комуналните предприятия си ги знаят председателски норми, си знаят и текстите знаят за трябва да си представят. Тя предлага тази точка да стане на 7 дневен ред, а от 7 дневен ред от тази точка да имаме представен материал, защото както и по каква причини се бавя това. Това е сложно обяснение и съм да човек до много неясноти, може да донесем по-късно. Така предлагам да си гласа точка дневен ред, да дискутираме на една седмица съответно материал. Мислам дека не беше воопчено дека и една од одлуките кои што треба да ги доставате и оваа одлука донесена од Советот, која што подоцна има уште една одлука и сите тие ги доставуваат до Министерството за животна средина, а сите тие материјали Министерството за животна средина треба да ги достави до влада на седмица на влада, каде што би се донела таа генерална одлука на влада за утврдување на овие заштитни зони на бунарите. Значи, најверојатно им е од битен карактер, значи за... Да. Инаку ја донесуваат врз основа на елаборат, наведен во самата... Значи, они елаборатот го доставиле до Министерството за животна средина, меѓутоа таму добиле укажување дека треба дополнително да биде донесена одлука од страна на Советот. По-детално и сето тоа ќе го образложат, значи, правотен од јавното предпријатие. Во делот на самата содржина. Точката ќе биде образложена од представник на Совета. Кажем дека ова е битна седмица или битна точка на седмица на Совет на община как на Белпа община се донесе тоа што има некои загрозувачки карактери или кои се пригласува воните или вони состојба, пак да се донесе типи нови типи, мислам дека ова не спаѓа. Не е на седмица ова, да. Ова не е специјална седмица за тоа, што е допълнување на дневен. Да. Не съм да ми е проблем да се разбира, па више, че имаме стручен, што може да не го сложи. Няма материал. Ќе ви изкопирам, не беше, ќе биде дополната на дневен ред и во меѓувреме ќе се случуваме се кој има вакви точки од кој карактер. Не ја знаме точната дата на седмицата која ќе се одржава во септември. Од тие причини замолија доколку постои можност да биде дополнување на дневен ред, затоа што
треба да запазат и рокот во кој што треба да одговорат по нападствите од инспекторат. Меѓутоа, доколку ја ставите на дневен ред, ќе бидат повикани и представници од јавното комунално предпријатие. Ваше е да се одлучи. Мислам дека е потребно да се види од нивна страна једноста и не е лошо да се види. Мислам дека е потребно да бъде човек. Да, да ќе да ви види да. једноста. После това материјал ще го разложи плюс. Не, обавезно, ако веќе е една точка, тоа ќе мора да бъде разложи. Ако се съгласят, че Ако е дополните точка. Дали некој друг има прашање спорно по дневен ред? Резервно? И аз предлагам точка да се ставя на дневен ред, ако ще ставя на дневен ред, да се повика лице от Бошева, а дали той ще ви гласен, колко е дневно гласен, ще биде наш. Пала еден прашање, значи исто советнички прашања на началното ръководство. Да, Така да тази точка треба автоматски да... не стигнете од мене. Да отвърнем. Тази точка не се стои. Да. Предно, точка разно. Или ако сакате да задржаме точка съветнички прашања, да биде одговорено Го писмо. писмено. Што станува точка 8 советнички прашања со задолжение за писмен одговор на прашањето на советници. Дали некој друг план збор во област на дневниот ред? Со додадена 9-та точка за заштита зони од комунарите, предлагам да гласаме. Кој е за? За, против? 20 против, въздржани, 20 въздржани. Дневниот ред се усвојува. Пред да поминиме на точките на дневен ред, предлагам да гласаме за усвојување на записникот од одржана 11 седмица на својата община Демократија. Дали некој бар збор во однос на записникот од претходната седмица? Никој не бар збор, предлагам да гласаме. Кој е за? Може да гласам, не знам како ми играјте, но записник. Беше електронски пуштен на Вибер групата, допълнително. Да гласам. Условено да гласам, 9 за. Горед може да преминем на дневниот ред. Точка број 1. Предополука за редуцирање на јавното осветлување на територија на општина Демиркапија. Повикувам представник од јавната од општинската администрација за обзложување на оваа точка. Добър ден. Добър ден. Добър. Ще имате представник от инспекторат на общината. Точка 1. Предополука за редуцирање на јавното осветлување на територија на општина Демиркапија. Може? Да. Најпред добар ден на сите. Као што гледате, као што слушате, струјата е енормно покачена и мора да бараме некој начин за редуцирање на струјата.
Значи, от точката ви дадем kao предлог одлука да може да после 12 часа да има изключване на уличното осветлуване. Най-добро беше да правим редукция преко една светилка, али за жал кайна се бандери и треба да се преко една бандера да се чуи. Това, че не фане цял буджет, че не е предвиден за явното осветлуване, да го дадем за това нещо. И да се канделабри, много е по-лесно преко една канделабра, че изключиме, че смогли насилие, али в сегашната ситуация, която ние нямаме нужда с таква редукция и затова в консултации с градоначалникът решиме такова нещо. Най-първо да ви предложим евро от финанси ще ни стигна сметката за струя. 2020 права 7 месец. Киловатът бил 3,03, а сега е 34,2. Значи ядо по-скоро. Лани сме имали у юли месец потрошня зборуваме у пари 50.700, у киловата 16.748. Сега имаме упола потрошна 8.000 киловати, али затова на место 50.000 имаме 280.000. Ако продължим с това темпо, я не съм че не изключа скъс. Сега ваше е да отлучите, шо и како ја мислам дека по-добро е да бие до 12, отколку целосно. Затоа што правим мавет сега е била летна сезона. Да се отлучуват светилките от 7,5. Работят до 5,5, значи това е некде 8 сата. Ще с мене сата, че бие от 4 до 12, значи 8 сата ще работи. Така сега ще. Цело сега от 7,5 до 5,5, зимно време, че не бие от 4 до 8. Како че издържиме, ако нещо не се смене, не знам. Ваше е да се одлучите, што и како, али мислам дека на ядо просто сголемување, чара друго нещо да правиме, не знам. Градоначалникът има пущен проект да горе на кровот да ставаме слънчеви панели. Со тия слънчеви панели, че има и за общината, и дел за уличното. Това ще се направи, малко че бие ситуацията по-друга, а сегашната ситуация мислям дека е овоа моментално по моя най-добър предлог. Ваше е да се отлучите што и како. Пак ще кажам, по-арно е да от 12 сата да имаме изключване от цялата да не изключване. Затова, що всички сте възрастни, пълнолетни, знаете пред 7-8 години дека месец дена бе цялостно изключение. Така да я мислям дека е овој предлог моментално най-добър. Ваше е да се отлучи. Благодарам, да некој има прашање. Зора? Дали ова одлука на общината од общата администрација и градоначалник? Како? Дали ова одлука за изключување на јавното осветлување на община или Не е изключване, редуциране. редуцирање е добро, веќе не струи после. Изключване е от почеток до края. Добро. Дали е тоа општи спор? Я кажа, во консултации, мои финанси и градоначалник. Затоа што финанси ми го дадоа овој извештај за јули. Аз сакам че ви изкопирам ја извештај. Има по населени места и целосно. Ако го сакате да го видите, не ме е точно. Корешница има дефект утре, че би е поправено, това не ми кажа, некна ми се явила. Луѓето од Скопје сега се оваа година за одржување на улично осветлување. Утре ќе дојдат да се отстрани дефектот, а овоа се усвоја, тоа отом потом. Мислам, че бараме чак. Кажете? Дали тоа значи дека после 12 часот со тоа редуцирање, компетно цялата община да како и да умре? Да. 177 места села, Да. се компетно. Да, 15 имаме трафостаници, кај што треба на тие трафостаници, ако си усвоја во нешто, треба да се стават тајмери, затоа што сега се форали на дневна светлина, да речем. Както се затемнуе, така се уклучува. Сега ќе мора да ставиме предните тајмер, кај што
после 12 сат да... Што прави со тоа што секој домаќинства плаќа улично осветлување? Ја пак ќе кажа, Вие плаќаат за да им свети, вие исклучувате, што прави тук? не ја исклучуваме, пак ќе ти кажа, редуцираме. Нема, ако битно не свети, те го направат. Ама они плаќаат сметка за улично осветлување, ние улично осветлување не треба пакче, те го исклучувате. Што прави асоциација? Дали тоа улично осветлување нема да го плаќат граѓани? Кој нема да го плаче? Каже Граѓани сме не може да не го плаче. Што е со законно утврдено се? Ја ви кажам, ако имате предлог, ево, ово е нешто, дајте друг предлог, ајде. Дајте ви кажете начин на кој не. Затоа што ви кажам, и ја до посто, луѓе. И ја до посто, ако знаете, мислам да рачунате, 3,030, 34, 23. Ако струјата за физичките лица, кај нас, при плаќањето на сметки, се рачуна 4 киловата од број. Значи, струјата за физички лица и струјата индустријска, разлики се. има. Не зборим за тоа дека нема. Меѓутоа, рашањето мене беше дека секој еден граѓанин плаќа сметката улично осветлување. Сега он ќе го плаќа уличното осветлување, а нема да го плаќа. Ајде, господа, ајде да изгласайте, да ги дајме сите пари за одржавка на улично осветлување, сите ќе му и дајме на фирмата и ќе исклучим преко една осветлување. Изгласите така. Ако мислите дека е така това. Дали се дека не се дискриминирани граѓани? А што во случај ако не може општината да го плати уличното осветлување за еден месец, тај третиот печени го исклучат? Значи го седна на плаќа до 12 часот. Да, значи во овој случај граѓаните ќе користат улично осветлување до 12 часа. Што во случај ако општината се дојде во ситуација да не може да го плати уличното 3 месечни, па не го исклучат, а граѓаните пак плаќаат улично осветлување, затоа што тоа ти иде на сметката и си го платиш, и ти нема да имаш воопшто улично осветлување. Значи ниту од кога ќе се замрача, а не само од 12 часа. Дали Ако е малку, нека биде добре. Бегувало од само со дигање на рака да не се случва многу. Господа, значи пак ќе кажам, сега имаме цела ноќ кај ни свете, од до 7:30 до 5:30 сата. Кога ќе се смене саатот, од 4 се стемнува, од 4 до 12 ќе биде 8 сата, исто кај сега моментално да не свете цела вечер. И тогаш како ќе испадне, пак ќе речам, не знам, ако продолжи со оваа цена. Затоа што и тогаш, ако трошиме кај лани 16.000 киловати, нема да плачиме 50.000, но ќе плачиме 500.000. 500.000 месечно за улично осветлување. Ако мислите дека може да изоберне толку пари од некаде, ја пак ќе кажам, значи, право си што, да речеме не, немаме можност да се канделабри лесна работа, ќе се уклучиме екипа, ја на чело ќе биде, преко една канделабра осигурачи да ги слушне. Да се. Немаме можност да се од петлето до нам, ништо друго. Да имаме можност кај градиште со канделабри, ќе смогнеме сили, ќе изработиме месец-два плюс да ги слушаме. Немаме можност. Лошо е сега, преко една светилка треба да се кача. И пак ќе кажам, главните улици, ајде ќе ги Партизанска, Маршалка и Параднянска, тие ќе ги направим. Што правим, ќе почнем по според или ево корешност? Бача изключим на другият, ќе рече, што мен ме изключиш на другият да му свети. Познавајќи нашиот менталитет, да се разбериме. Главната улица е лесна работа, ќе изключим. Преко едно. Што правим на споредни? Или ево селото? Мен ме изключиш, но зоти не ме изключиш. Се кача нещо, сам се знае. Не знам, само. Ако имате друг предлог, пак ќе ви кажам, дајте да најдеме решение, да не оставиме да имаме вака. Сакам да спрашам, дали имате направени консултации со другите општини, дали со оваква ситуација и како они се справуваат? Исто. Искуства. Исто, ги општина Картуш прво пробаат целосно, сега одат преко една, ама имат канделабра. Општина Картуш веќе месец и пол исклучуваат преко една. Оти имат
добра можност што е канделабра. Ние немаме канделабра, тука не е проблем. И друго, ако не е тоа, значи, ете, тако бил системот, тако не спорам предходно што било како било. Да се 2 фази или 3 фази, лесна работа, че изключим едната фаза, преко една каса, што се на од петлята на една света, 2 не света. Тоа го направиме, бидејќи имаме можно 3 фази, ќе ги изключиме, 2 преко, 2 света, пак и имаме свети. Ама тука немаме една фаза, тоа не е главниот проблем. Така се правела форма мреžа и за жал сега треба наново да речеме, ако се пуштат линии, ако се правят, тоа е главниот проблем. Иначе, другото не е. И прилеп исто не би работи. Какво е друг? И прилеп да не може да се каже право. Нема. Иван? Ако пошто имам некои сознание за пространство, духовно мощно да речем за се више почнува да се опакви рестрикции, тоа е од 21 часот од Германија. Така да мислам дека би можело и ние да издржиме сепак и се надевам дека овие глобална криза е сепак. Независимо што области, цени или горива или струи, такви работи, мислам дека треба да изгласаме за тоа што се надевам дека нема да трае до недолго сето тоа, дека ќе има што најде соодветно решение. Има некои можности, мислам, у преговори се за општините и за комуналните предприятија да не биде као индустријски съюз. Затоа ще е и комуналното. И они как ќе издржат Господ на помощ. 2000 евра беше фактурите за бунар, сега 8. Како ќе види, и сега преговарат градоначалниците со владата таму, да може јавните предприятија барем да не биде таа цена. Што спаѓа у потрошење струја на општината? На општината правим ОАВ, това е само за уличното. Само улично? Само улично. Само улично така. Посебна е сметката на За објектите. на објект. Посебно. Значи, ако сме потрошиле струја ваа година, кај јули месец, лани било 50.740, ваа година ќе било над 500. Среќа што некако 8.000 киловати уплавно и потрошиле, па 280.000. За 2 месеца сметката ни испаѓа каза цела година и повеќе. Тоа е много важно. Иначе, не знам. Еве и ние горе сме сега, еве и колежките знаат, месец дена сме без клими, без такво. Издржуваме, што да правим. Некој друг? Елизавета? Едно прашање само, ако може. Може. Која е сумата што ја собирате во текот на месецот од населението по сметките за електроснабдување? За осветлување? 200 и нешто до 300. Околу 260.000 мислам дека е. Затоа што секоја собирање ние пак ви кажам, 4 киловати. Како? Али тие киловати се сметат од физичките лица. И тука е правилно. На физичките лица струјат некоја држат сега. Која држа цента? Не е наша работа. И сега за тоа нас ни иде поврат тука, а неаме. Пак ќе кажам, среќа што им ставиме вие лед светил. Ако не бе лед, е многу тачно. Да ви кажам пример. Да речем, Тоа не мислам дека е јасно говорено со стојба со струјата, мислам дека сите им е јасно дека од 5 пати до 10 пати е поскапена струјата, зависи договорот. 10 пати, значи 3.03, 3.420. Многу. Сите и пријатниот сектор се горе. Ета, барам и вие знаете најдобро. Инвестициите се неминовни, само треба да се договориме каков начин да бидат. Јас се плашам од други работи. Ние ќе се случи на студент. Што ќе се случи со ноќен живот на потеми, во мрак? Дали ќе имаме поголеми насилства, дали ќе имаме вандализам, дали ќе имаме кражби? Тука мене повеќе ми е страфот колку тоа дека ќе биде Капи или цела општина во мрак. Кражби сме имали и до сега. Јас се ви на белата се. На Шведска секоја година се флега. Доека не ставија камери. Значи, таа екипа што си го работи, тоа пак си го работи. По моја. Така не. Тие
10-15 деца ще проблемите, али за жал не сме ние да говорим. Пак ще кажем, сега сме, ако това го направим, пак 4-5 сата има. Зимото, че имаме 8 сата. От 4 до 12. 8 сата така сега. До зимото не ли можем леко по-ефтино да ги редуцираме първата светилки шосета? Напоредна да ги намалим, да до зимото да бидат без да викаме фирми. Не сме ни тендери. Уличното осветлување от държавката ни е неявна набавка, значи моментално да го работи фирма от Скопје. А и сам инициативно кој би се напанал сам да... Проблемът ви викам, значи една фаза е на тия и бандера. Това е най-голям проблем. Да биле 3 фази, лесна работа. Една фаза ще изключим сега, другата ще изключим. Значи има можност. Сега от петлята на имаме. Първо изключиме едната фаза, 2 светя, една не. Сега двете изключиме, една света, 2 не света, па има. Ама на бандерата ми е проблем, значи една фаза е света, оправко изпали тая една фаза. Дали ли че друг два разбор? Викваме два разбор, предлагам да гласаме. Точка брой 1 трябва да започнете за редуциране на явното осветлуване на територия на община да не откате. Кой е за? Против? Въздържани? 5 за 4 въздържани. Точката се усвоила. Благодаря на Тони. Приятно. Продължуваме. По дневният ред. Точка брой 2. Предлог правилник за условията, критериумите и начин на контролуване на общински стипендии, ученици и студенти в общината на Капия. Давам сбор на общинската администрация и членове на Комисията за социална... На Комисията за подобряване на стипендии. Социална работа. Овој предлог на нацрт правилник за условите, критериумите и начинот на доделување на општинските стипендии на ученици и студенти во општина Демеркапија произлезе од работата на Општинскиот совет за социјална заштита. Инаку Советот претходно на претходната седмица на 19.7 донесе решение за формирање на комисија за стипендирање на талентирани ученици и студенти во состав Панче, Евкан Усинов, Лијана Гаца од Општинска администрација, Евгенија Џорџиев од Општинска и Роска Калатариева, дечник од Основното училиште. Комисијата се состои денеска. За председател на комисијата е избран Панче Лазаров и го прифати нацрт предлогот на кој што произлезе од Општинскиот совет за социјална заштита. Вие го имате пред вас како примерок. Можем само да кажем дека во самиот правилник за тековната, односно учебната 2022-2023 година се планирани доделување на 3 стипендии на ученици од 3-та и 4-та година во средно образование и 3 стипендии за редовни студенти запишени во прв цикл студии на државните факултети. Висината на стипендиите за учениците е 2000 денари месечно и се исплаќа во континуитет до 9 месеци, а за студентите стипендијата е 3000 денара месечно и исто така се исплаќа 9 месеци во континуитет. Износот на стипендиите е неповратен, што значи дека би се вратил само доколку студентите го прекинат своето школување или учениците. Во член 4 од самиот правилник е предвидено кои може да се пријават за како кандидати за стипендија, редовни ученици од средно образование со континуиран одличен успех и редовни студенти со континуирано студирање со просек од најмалку 8,5. Во членот 5 и натаму 6, 7 до членот 7 се разработени критериумите кои што ќе бидат бодувани. Тоа се од успехот и материјалната состојба на ученикот. Поединечно наведено е значи колку бодови носи секој значи и за приходите и за успехот. Во членот 7 е предвидено дека јавниот конкурс го распишува комисијата, истиот трае 15 дена од денот на распишувањето. Во членот 8 сите предвидени се кои документи треба да ги достави кандидатот до комисијата и натаму значи што е надлежноста на самата комисија, разгледување на пристигнатите пријави, кодирање на кандидатите согласно предвидените критериуми и изготвување на предлог одлука
кој што ја доставува до Советот на Општината на разгледување и усвоивање. Понатаму по донесување на одлуката од страна на Советот, со секој поединечен ученик, односно студент, се склучува договор во кој ќе се регулира начинот на доделувањето на стипендија. Доколку имате одредени забелешки, прашања, проверете. Благодарам. Дали некој бар збор? Инаку се планира да се распише конкурсот сега во септември месец. За ова Ќе важи за минатата, предходната учебна или за наредно. За наредно. 23 за 2022-2023 година. Зора? Ја го разгледав, преступи сам дека ова е многу добра работа, за прв пат нешто вакво. Да, за прв пат, да. Капија, колку што видов понатре, овде пропишени се доста критериуми кои што се читки и јасни за да може секој да ги разбере, за да може да се аплицира таа напад. Единствено што ме интересира, ќе се учебно до 22-23, тоа значи дека пред почетокот на школската година би требало да почне. Со оглед на тоа дека за една недела да почнува школската година, каде, кога би се објавил тој конкурс, како би знаеле, сепак се работи за ученици, за студенти и да... Значи, ние предходно и на комисијата и ова прашање се покрена, значи планираме да го распишеме преповниот септември месец, сега што е наредниот, меѓутоа тука стои, значи, се објавува на веб страната на општината, на областна табла на општината, нели во јавните медиуми, знаете ли дека јавни медиуми немаме, меѓутоа да се потрудиме, значи, со Facebook профилот на градоначалникот, значи да го тој дел шеруваме, да известиме основното училиште, се договориме, основното училиште има податоци за наши ученици, кај се запишени, па до тие институции, каде што се до тие училишта, средни или факултети, некако се дојде до допре гласот дека е распишан овој, ќе видиме сега овај прв пат, меѓутоа мислам дека доколку само на Facebook го споделиме јавниот оглас, дека ќе биде информирано мислам учениците и студентите, че сите имаме, значи, пријатели, роднини кои што да. И следеноста на социјалната мрежа мислам како да. Пишува дека би да објавиме овој се табла во општината, во јавни гласа. Меѓутоа, колку да ве ставате... Пишува например, кој што треба и ова за многу голема похвала од страна на така значено таа комисија за социјални. Да, ова треба на социјална. Тоа проблем не беше само прашањето, но тоа беше само за да може да се информират младите, за да може да се аплицират на време. Значи, ние ќе го објавиме на местата кои што треба да го објавиме, тоа ќе се потрудиме преку овие социјални мрежи да биде подостапно до самите ученици и студенти, за да го видат и да може да се аплицираат. И ние сите треба да потрудиме или нас, што по-брзо да се раши. Да. Ја имам уште пак исто прашање, мене не ми е јасно. Ако некој аплицира сега, важи за оценките од минатата година. Минатата година. Да, нормално, да. Пишува многу често. Благодарам, некој друг. Прашање? Иначе буџетот некаде при ГСК баш се искоментира дека околу 130.000 денара сега со ребаланс ќе се потрудиме да биде внесено. Да видиме тие средства, за да може да се сплатат на луѓето да изимат стекот. Благодарам. Дали некој друг бар збор? Иако никој не бара збор, предлагам да гласаме за точката број 2, предлог правилник за условията, критериумите и начинот на доделување на општински стипендии на ученици и студенти во општина Димир Капија. Кој е за? Едногласно 9 за, точката се усвои. Точка број 3 од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност на годишен план за работување во 2023 година на општина Димир Капија. Барам збор. Дополнително ми беше доставен еден лист од четврта страница, што претходно на комисија за финансии се утврди дека има техничка грешка при пресметката на платата, наместо за 4 месеци, значи треба да е за тековни 12 и износот значи се менува. Добар
Добар ден. Добар ден. Добри ли сте? Hvala Bogu. Точка broj 3 od dnevnog reda, predlog rješenja za davanje suglasnost na godišnji plan za reguliranje do 2023. godine na općina Kapija, normativno-pravni sektor, povedе. Вака, пред вас си имате годишен план за преобразување за наредна фискална 2023 година, како законска обврска согласно член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор. Овој план представува можност за нови вработувања во наредната година, на кој што Советот го донесува, а во понатамошна постапка Министерството за информатичко општество дава согласност. Како појдовна основа е моментално вработени во институцијата, односно во општинската администрација на општина Демеркапија, со вкупно 21 вработен, согласно измената на годишниот план за 2022 година, предвидени се 4 вработувања, така да стартна основа во колку би се тие реализирале до крајот на оваа година, би бил 25 вработени. Што се предвидува и се планира со новиот план? Значи, интерни огласи, односно напредување, распоредување на следна година не се предвидени. Испразнување по основ на објавување трансфер листа, односно технолошки вишак, исто така не се планирани. Планирано е испразнување на едно работно место по основ на пензионирање и 2 нови вработувања по основ на јавни огласи. Првото работно место е советник за нормативно-правни работи и застапување за наредна цела година, односно 12 месеци во 2023 година и помлад соработник за социјална и детска заштита. Овој план дополнително може да се менува согласно потребите на општината, да се дополнува цела наредна година. Ако имате прашања, повелите. Благодаря. Дали некој од судетници си има разбор? Повеќе зора. Рекоте некоја законска обврска. Да. Пред условите не следи дека Секоја година се мина. Во колку овој план не се донесе и усвоje, немаме можност да објавиме било какво. Било какво. Да. А дали во овој план предуваат и интерни огласи? Да. Добро. И дали овој доколку не се реализира, Добро. се задржуваат истите планирани за наредната година или се дополнуваат како тоа? Па затоа е таа можност законска дадена да може да се дополнува планот. Ние имаме планирано 4. Може да се случи или да се разпишат избори, пример да речем, или поради некоја друга случајност да не се реализират тие 4 вработувања. И тие истите вработувања имаме можност да ги предвидиме повторно со измена за наредна година. Да. Благодарам. Благодарам да некој друг ба разбор. Преки никој нема разбор, предлагам да гласаме за предлогот по точка брoj 3 решение за давање согласност на годишен план за вработување до 2023 година на општина Демеркапија. Кој е за? Против? Воздржани? 5 за и 4 воздржани, точката се усвои. Благодарам. Верно. Продолжуваме по дневниот ред, точка брoj 4, предлог решение за давање согласност на годишен план за вработување во 2023 година на градникот Борис Трајковски, детски градник Борис Трајковски од Демеркапија. Добар ден. Го повикувам директорот на јавната установа да даде образложение. Моля, зора. Годишниот план за вработување за 2023 година на детска градинка Борис Трајковски Демеркапија, број датум на донесување е 0471/7 од 11.7.2022 година. Годишниот план за вработување ги опфаќа работните места предвидени во систематизацијата на градинка во делот на административно и помошно-техничка служба. Предвидени нови вработувања за 2023 година, вкупно 11 работни места, од кои 10 работни места се планирани за 12 месеци, додека едно работно место е планирано само за 6 месеци.
поради изпразнување на работното место преку пензионирање. Значи, планирани нови вработувања за 2023 година, 7 кратки црти само ќе ги кажам. Значи, помлад соработник секретар, едно работно место за 12 месеци, помлад соработник сметководител, едно работно место за 12 месеци, возач исто за 12 месеци, едно работно место, хаусмайстор, едно работно место за 12 месеци, градинар, 2 работни места, исто така за 12 месеци, готвач, едно работно место за 6 месеци, ще указаме това како изпразват поради пензионирање, помощник готвач, едно работно место за 12 месеци, съдомиячка, сервирка за едно работно место за 12 месеци, хигиеничар едно работно место за 12 месеци и шивачка едно работно место за 12 месеци. У годишен план има ставено бруто, или колко трябва сумата на пари за това работно место за тия 12 месеци. Това е прилика годишния план, нещо ако има, може да се страшно. Благодаря. Дайте два разговор. Само малко повече не бих с работно место за вработување, по-почната да читате учителите в клиниката. Интересира дали бидејќи ова годишен план, што никој не кажа дека може да се ствари на начин, дека може да се планира добро да се планира. Затоа, дали со ова годишен план веќе е изпланирани и буџетот за средства? Не можем да го изпланираме, те ни го дават здраве декември месец. Ние го планираме, ги имаме ставено средства сега. Значи от декември месец, като ни дадат за 2023 бюджет, че знаем колко пари имаме и дали може да планираме, не? Да, но ситуация по прошлата година. Значи да. Па се надевам, не. Значи они ако по некоја логика, ако обезбедат, ако дадат съгласност за некој работно место, трябва да дадат и пари. По логика. И е, например, нормално, че планираме, ако го имаме бюджето, и ако ги планираме тези работни места или виж, ако ги имаме, да речем, че ги планираме в финансови план, дека че стане заплата, който ще пари. Да. Но това не може не може да го знае средства колко би имало и как би имало. Значи, затова на некој начин е воа, да речем, годишно план, значи они сигурно си водат некоја, информатичко со финанси, поврзани се, значи колку вработувања може да се реализират от тази институция, колку пари треба и колку може финанси да дадат за тия. И сега нормално, ако нема пари, не треба ни съгласност да ни дадат. Това се поврзано. Треба така да работи. Ние сакаме да дадат, ама колку пари, толкова. Не. Благодаря, да нека ви го разговор. Не може нещо надо да това. Ако е повързано с точка. Да видим. Директора, ти се строи, имаш ли проблем да го оставам? Строята с година? Не. Моментално не. Не знам, че видим. Значи моментално не може 1000-2000 денара, но това не е нещо зависи. Значи сега лесно време клими работят и нещо да речем, може да се потрошали. Генерално немам некоја големување, така ще кажуват дупла, например. Дупла. Не, в моментът не. Ще видим сега наредните месеци как ще да тия сметки. Сега за сега не е нещо, което е нещо. Дали някой друг? Това разговор? Никой не разговор, да бъдем гласаме за точката брой 4, превод решение за даден съюз на годишен план за вработување 2023 година на Сръбска градина по представителски обземи карта. Кой е за? 5 за, против, въздържани, 4 въздържани, точката се усвои. Благодаря, директор. Чао. Видно? Дневния ред точка брой 5. Предлог решение за даване собственост на годишен план за вработување до 2023 година на явно предприятие за комунални работи Тошева от Демет Капо. Добър ден, погледнете. Давам сбор на представникът на явните предприятия. Точка брой 5. Предотрешение за даване собственост на годишен план за вработување до 2023 година. Планът за вработување на някаква почна за мерката за 23-та. Предвидено е едно пензионирање. Това е некъде средината на август, 15-8, за отделът на даватели на явни услуги.
Предвидени се 4 нови вработувања. Това се водоинсталатор, ракувач на градажна машина, общ-комунален работник и работник за одржување на комунална хигиена. Сите 4 се отделот на даватели на јавни услуги. Пополнување на работни места преку напредување и разпоредување за следната година нема предвидено. Исто така нема предвидено испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа. Благодаря. Дали некој од советниците да разбор? Обстоја точно. Јас говорим. Sad nešto imamo samo koji mirače balansa politika od 2002 da su smjerno 2021 i uopšte da беше od 2022 i koji miri koji kinova od 2020. Dobro. Не само това не закача. Така ми го дал програма, ако съм отворила на баланса. 10% тук е. Ми програма. Мога само да не се събие на рака и то коментарите вързани с предлагите. Дали някой друг това развод? Никой няма развод. Дали никой няма развод, предлагам да гласаме по точка брой 5, предлагам решение за дадени областност на годишен план за върховна от 2023 година на явна предприятия за планови работи, точка от БНК. Кой е за? 5 за, против, въздържани, 4 въздържани, точката се усвои. За ворената точка от Бошо, че дойде да ги... Да, това е, колегата Зоране. Вие го да, повече вие сте. Благодарам. Приятно. Точка брой 6, предлагам решение за дадена собственост на годишен план за върховна от 2023 година на Дома на културата Дмитрий Единова Демократия. Давам спор на територията на общинската услуга култура Дмитрий Единова Демократия. Кой е заветът? Годишният план на Дома на културата Мир Търпинова е истиот што ќе минатата година. Ова е законска обврска што мора да се почитува. Ще работи се истите работни места и минатата година помина на мил. Меѓутоа, Министерството за култура го изпрати за 2 работни места, побарат на чистички хигиеничар и давата на услуги на културата. Меѓутоа, Министерството за финансии, повратни информации имаше дека нема да го средства за ова година и да ја одбие. И оваа година ќе покушаме како втор пат. Ако давате глас, се го река. Ще ви биде. Благодарам, дали некој од съветниците ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлагам да гласаме односно оваа точка 6, предлог решение за дадена собственост на годишен план за върховна от 2023 година на ОУ Дом на културата Дмитрий Единова Демократия. Кой е за? 5 за, против, въздържани, 4 въздържани, точката се усвои. Благодарам. Приятно. Предлагам да преминем на точка програма брой 7 на задължение на баре на физически и правни лица, да бъдат председателите на комисията за финанси и економически развой. Вложил сте много само малко. Значи, Комисията за финанси и економически развой, уже седмица на 2019 година, на която бе разгледани няколко барания от физически и правни лица. Първо барания. Барания за еднократна парична помощ от Давид Лозитов от село Бистренци. Имаше доставен номер и комплетна документация медицинска. Комисията предлага да му се даде еднократна парична помощ от 1000 лева. Дали никой това разбор?
оперативни зафати, логистично множество фактури со сметки. И на понеделник, рамката е од 3 до 6 лева. Меѓутоа ние на поголеми деневи Сме дали 6 лева. Големихме и поголеми износи. Добро, предлагам да го зголемим износ. Кој е за 6 лева? Следно барање од Рада Иванова од село Сторжево. Исто така, комисијата одлучи да се предлага, односно да се додели износ од 3000 денари. Кој е за? Сега, както ще се има сложеност, голям стварност, това е за друга ситуация, друга диагноза. И сега няма предложението беше така, ако се смям и аз Да, повели. Значи, петкият пациент ние не го познаваме, ама колегата Евкен възложи дека е малко и дека интензивно се лекува и дека му трябва повече. За ова барање се по-стара личност се работи на 80 години, што станам се работи за чисто физичка погледа на стопалото. Што се чака. Да. И дека не е живото за грозувачки. Може би от тази възраст е живото за грозувачки, ама ако почнем критериумо да го спущаме, не знам до кај може да стигнем со давање социјална помощ. Затоа тоа е еднократна помощ на социјална природа. Затоа одлучиме 3 на таа комисија. Ако имате друг предлог, кај ще го че се договаряме, че после. Не, предлагам да гласаме тогаш. Кој е за? Беше доставено барање од Сдружение Фудбалски клуб Лозар, само разговор за организацијата за одржувањето на монументалното. Сам Туглеров вече се одржува во Горец. Во барањето има редовно за 200.000, меѓутоа по консултација и председателот се бил организаторите, било спомнат износ од 160.000, комисијата го усвои тој износ од 160.000. За само активности кои се наведени, не знам сите го имате образец што е потполна годиността. Како би било поточнените средства? Награден фонд и други. Сега рекли цитирате и јас не цитирам, потому што е единствено тоа што почна тоа да се одржува, тоа беше единствено забавно да така начин. И никој не е пита, требало да ги известиме и сам дека тие спортсмени клубови дамки бара се така дека не може да отпочнеме ние да продолжиме по после да не дадете само многу е гръдост така, воопшто представата да свърши. Тоа се супер. Па добро, сега има ли датуми да проведеме сега? Затоа што совето тебе сега се одржуваат, турнирите више започнат. 9.8. Да. Кажа да кажа предходно Добро. Се знае тоа како се подмисла, па се финансира, па се добива средства, па се организира и така натаму. Секоја година прилика износот е колку 150.000. Да, не е тоа против, тоа е нужно малку наред. Јас комисијата изкоментираме сега пак, че изкоментирам. Значи, турен стана традиционален и мислам дека како организатор ова е може би трета или четврта гарнитура на луѓе што го организира. Без помош на општината никогаш нема да може да се организира турнир, но овакви услови и на ваков начин на размислување. Тоа дека општината се става страшен чин, тоа е така, јас сум екстремно против лично. Турнир треба да се организира од тело кое што нема да зависи 100% од општината, може да зависи 20%, 15%, 30% максимум. Може още да е покровително.
че това не може и общо да бъде покровителното, няма работно место за организация на спортски надпред. Едноставно, това може да бъде спортски клуб. Всеки друг случай е Лоза. Не знам, предходно беше Богородица. Те са правни тела, те са спортски организации, които трябва да организират спортски настрои на общностите и цял свет. Така не са. Лично мислям дека 2 година трябва да е последна, ако поклаш общината, 100% че го финансира организирането на тури. Трябва да се найде организация, това ще биде доследна, да го организира сама, с малко помощ на общината. Ако не се найде таква организация, не ни мора по всяка цена да се организира тури. Аз съм спортовците, не знаят, че те ще го слушат живо. Аз съм против да биде на това на общината и да се организира от будещ се надпред спорт. Предлог за една година е апел всите заинтересирани, да се организира тури, които ще ни биде възложено да заработят при организацията на било какъв начин. Нека не се организира в школския план, за да не профитират тие, що не са главни спонсори, нека се организира обекта, например, нека се дозволят продажба на било що. На такъв начин той ще се ява на тендер, най-заинтересиран нека го организира по правилник от нас спортският клуб, който ще трябва да го... Ние имаме правилник за финансиране на сдружения, фондации, където начинът на финансиране е по пак на явен конкурс. Значи, може да се разпише явен конкурс и да се приявува сдружения. И имаме финансиране с еднократна, в овој случай сега ще се користи втората опция, с еднократна финансиска помощ, а може да се употреба и първата можност, значи за обявуване на явен конкурс. Не става посочен 60. Ама и личното ще с организацията теретивно, не го правят от задоволство. Ваки работи трябва да се направят от задоволство. Доколкото няма задоволство от една страна, няма ни от другата страна, да има публика, интерактивен характер, по-свободно. И исто така апел да се намаля фондът на награди от моя страна, заради това, че само фондът на награди 140 дена. Всето друго е плюс. Суди, организация, сега не знам кой е спонсор за струя, за озбучуване и така нататък, това са пак нашите организации, които общинските. Фондът на награди всяка да привлечат по-яки екипи, по-силни екипи от по-далеко. Дали е това целта на нашата община. Защо да идат от 20 година да ги взимат наградите, а може би тази екипа най-малко получи всяка награда. Я имам приметено дека когато децата играят пенсионерите, най-много публика се събират. Ви съм учен по 30-те, така? Че е идея за награди, пак нека се формират не един три турнира, един за деца, един за ветерани, един главен турнир, в който ще от награди да чуят много мали, за да не привлекуват екипи от надвър, нека бидат общински 5 нормално време за всеки ще всяка да съществува, да се смисли такъв модел, ще бъде много по-забавен и по-интересен за населението. И мислям дека дори и гостителските обекти ще бъдат по-задоволни от и ако деца играят си тръжат те ли бъдат от всички да изпадат. Това го е, например, с от театър, когато има детска представа от Домирите най-добре да се събира, когато ще направят професионалците и аматерите, най-ще се сходят от професионалците, много малко надо да го гледат. Защото го имаме пред очи, не само трябва да го ставим в рамка. Това е моя идея за напълно и да се размислува всеки път, къде ще се гласа помощ за рамка работа, да биде отдържливо. Но това не е отдържливо. И организацията го се терен, и общината го се терен, и критиките се повушат повече. Съм всички ги знаем, а не да коментират. Дали още някой разговор? Не? Предлагам на гласа на това. Предложение за износ на 106. Това година за наредна забавя да се включва. Да не искаме да организираме нещо, защото смятам да ще бъде и финансовски, и от възможността и това. Предлагам на гласа на кой е за? Едногласно. Допълнително имаше да става предлагане от Виолета Пазиева от Индикатия, на коя комисията предлага да се бъде износ от 10 000 лева. Имаше според на залата, ще поставим съответно финанси.
Така е, да. Да гласаме за точката брой 9 да я поминем пред точка брой 8. Може? Да? Може. Значи точка брой 9 Предоходука за потреба за определуване граници на защитни зони около Дунарието за водоснабдяване на ДМК. Да, спорна представен от Вика Павлушева. Значи, като говорят точка вметната в дневния ред, днес, брой 9, предоходука за потреба за определуване на граници защитни зони около бунарите за водоснабдуване на Демиркапия, бараме по възложение от представника, защото е липността на ова точка и отприлика защо се рада. Овака се, значи ова одлука е дел от поставката за добиване на одлука конечна, која ја донесува влада на Република Македонија и со која дефинитивно ќе бидат определени защитните зони околу бунарите за водоснабдување во Демиркапија. И после това следува внесување на тие защитни зони во државни претарства. Поставката е следна. Значи, прво се изработува елаборат за защитни зони и се поднесуваат барање до Министерство за здравство и Министерство за животна средина. Овие две министерства донесуваат секоја посебна одлука и на крајот нивните одлуки ги доставуваат на седница на влада и владата ги обединуваат сите тие одлуки и ја донесува конечната одлука со која ги определува защитните зони. Ова одлука која треба да ја донесе Советот, односно градоначалникот, таа е дел од документацијата која се доставува до Министерството за животна средина, каде што заедно со оваа одлука во прилог се доставува елаборатот во електронска писмена форма и се доставуваат одредени видови на карти во повеќе разни дигитални формати. Сега вака, ние елаборатот ни е изработен, изработен од 2014 година, но поставката не ни беше спроведена понатаму. Сега, отприлика пред неполни 2 месеца, имаше инспекцијски надзор од државниот инспектор за животна средина, во кој, меѓу другото, ни беше наложено да оваа поставка се заврши и да бидат определени защитните зони. И за отпочнување на поставката, иначе таа поставка доста долга, додека се усогласи Министерството, додека стигне на дневен ред на влада, од искуство од колегите, знам дека тоа може да трае дури и до година дена цела поставка, но ние е околу 3 месеци да ја отпочне поставка. Сега, овој рок кој ни го даде инспекторот, тој ни завршува некаде на 15 септември, каде што ние мораме барањето веќе да ни бидат поднесени и поставка да биде отпочната. Така да, поради тоа, се решиме да можеме да ги дособериме други документи и да реализираме и оваа одлука. Тој рок нека завршува 12 и 15 септември, тој рок од 3 месеца. Така да тогаш мораме да ја доставиме оваа одлука. Иначе, одлуката, која што ја гледам, тоа е општо, дека има потреба да се определат защитните зони и дека тие се определуваат на начин како што се во елаборатот кој не ни поправило е прилог на самото. Добре, дали некој да разбор? Јас се прашам, кои се защитни зони во нашата општина? Значи, защитни зони, тоа е спрема законот за животна средина за определување на защитни зони. Има посебен закон, така да тоа си го прават едни елаборатот случаи луѓе, постојат 3 защитни зони, прва, втора и трета защитна зона. Првата защитна зона тоа е практично радиус од 5 метра околу самите изворишта. Или диаметар од 10 метра околу самите изворишта. Втората защитна зона која е поширока, кај нас некаде таа доаѓа ориентациона до границата со Атлантика, до водолниот дел и горе некаде до Депандарсот. И третата защитна зона, таа е веќе ги опаќа сртовите на околните ридови, таа е поширока и карактерично е тоа што
зошто се определуваат тие заштитни зони? Значи во секоја од тие заштитни зони просто по законот има што смее, што не смее да се огледува од земјоделие, растенија, животни, што смее да се употребува, што не смее да се употребува, разни режими има во зоните и така. Постои веќе едно elaboратот определен. Прва зона заштитни подрачја мора да се оградени. Освен Се оградени, кај треба да се оградени? Само првата е оградена и тоа нас не е оградена вече. По-одамно, да. Втората и третата не се оградена. Но дали некој ба разбор? Вече никој не ба разбор, треба да гласаме по точка подреден број 9 предлог одлука за потреба за предвидување на граници за заштитни зони по бунарите за појсно плување на комуникатори. Кој е за? За, против? Воздържани? И воздържани почти се усвоја. Благодаря. Пријатно. Ние продолжуваме со точка подреден број 8, последна точка на днешната седмица, советнички прашања. Во отсутство на градоначалникот на општина Великград предлагам да се постават прашањата до градоначалникот со изложение за писмен одговор со записник. Јас извинувам, кажеме 5 за 4 задржани, а не е присутен. Три воздържани. Добро. Да биде или устно или писмено доставено како изложение одговор од страна на градоначалникот на општина. Па, колеги советници, дали некој ба разбор? Александр? Имам прашање до градоначалникот. На предникот точка представникот од општинската администрација комуналната инспектор за уличното поддржка. Спомна дека се подготвува проект за панели. По предлог, ако веќе прават проект, да направат за сите јавни установи, и за градинка, и за комунално, и за себе, за школа, за себе. Тоа бава работа е кавалят за сега на инвестира. Они за помощни, знаете. Али веќе кога се прави проектот, да се прошири за сите јавни установи. Веќе е проблем со студиите на добар проект, нека кошта треба малко подкам, веќе се дофатат по-голем број установи, но тоа е корисно. Веќе сите на тоа одат, веќе и домовите луѓето гледат како да постават панели. Тоа е едно прашање, а друго прашање сакам да добим одговор за бидејќи тука знаеме сите на центарот бистата на кај што се младжије беше. Бараме ние, бараме. Јас можам лично барам и група граѓани што ме прашуват, да се постави на друго место, да се најде соодветна локација, дали паркот, обично во парковите се другите бисти, по другите општини, да се постави. Постаментот, знаеме каде е лавата и тоа знаеме каде е, ставени се на 4-5 години се ставени на едно место, да се најде модел како тоа да се изведе, не е инвестиција, да се постави. Ако е скршено, тоа е друга работа, али ако обшурет последен пат ги видов, не бе скршено. Тоа треба сам простор да се имплементира, не е голема инвестиција, и ние нешто ќе помогнем. Барем да се постави. Немаме спомен. Мало. Не знам дали памтите, беше Марджиев на триъгълника. Беше тука и сега не е во магазината. Това не е голема работа, што како општина да си имаме, биста да си имаме. Това е. Некој друго прашање? Ако нема други прашања, предлагам да ја затвориме 12 седмица на Советот на општина Великград. Благодарам колеги. Плюс па се гледаме на